Почитувани граѓани на Република Македонија, после ова морам да констатирам дека денес имаше одличен и пресериозен предлог од координаторот на ВМРО ДПМН господинот Никола Мицевски, етичкиот кодекс на Собранието на Република Македонија да се укине. И јас ќе додадам сите пишани верзии да се прогласат за ерес и да се запалат некако како инквизиција, затоа што апсолутно е неетички према вработените, према обезбедувањето, према останатите служби, што мора да го трпат овој терор во различни форми. Една од формите е ова што им се случува на тие служби во моментот. Што не е етички, што не е тука во врска со етиката, во рете што работиме, но најклучното прашање според мене е зошто не гласаме. Нели, ако некои точки се толку битни, нормално беше да гласаме по истите, за да истите бидат ставени во функција на правниот систем. Меѓутоа, одговорот ќе си го дадат самите граѓани. За законот расправаме за мисија на нашата македонска армија во мисија на Обединетите нации, УНИФИЛ. Испраќаме двајца припадници на АРМ во Либан. Законот е заведен под број 08-2296/1, достапен до Собранието 16.5.2022 година. Што се однесува до законот, тоа што го пишува во самиот текст е во ред. Значи, ние имаме ваква пракса позитивна во нашата поблиска и подалечна историја. Испраќаме двајца припадници на 6 месеци и тоа во периодот јули 2022 до јануари 2023 година во Либан. Трошоците за оваа мисија ги покрива Министерството за одбрана. Тоа што е нормално, подготовките ги прави Министерството за одбрана и сосема нормално овој закон ќе влезе на сила еден ден по излегувањето во службен вестник. Меѓутоа, овде се поставува едно клучно прашање: ќе испратиме војници во Либан, што ќе одговорат тие наши војници ако ги прашат за степенот на демократија во Република Македонија, ако ги прашат за парламентарната демократија, за владата или за клановското владење во Република Македонија на СДСМ и на ДУИ. Јас да потенцирам одма на почетокот да нема заблуди, горд сум што македонските војници се рамо до рамо со светските сили и покажуваат перфектни перформанси, одлични резултати. Горд сум и на старешините, горд сум и на генералите, но за жал не можам тоа да го кажам за Министерството за одбрана и за политиките на СДСМ и ДУИ. Многу афери без разрешница. Овде најсимпатична секако е плакањето да ви става некој лайк или да ви дава позитивен коментар, еден од 100 негативни. Или оваа најновата денешна афера, претходниот закон што го разгледувавме, да носиме одлуки кои ќе важат ретроактивно наназад, нешто што не е специфично за правото во Македонија и за европското континентално право. Разочаран сум од Министерството за одбрана и дополнително и поради тврдоглавиот став, затоа што немаат сила да смогнат да го решиме статусот на професионалните војници, и тоа само затоа што ВМРО ДПМН понуди допуна на текстот со кој се зголемуваат правата на тие војници, и тоа и по квалитет, и по суштина, и само заради тоа што тој предлог дојде од опозицијата, заглавени се законите и од владата и од опозицијата.
Затоа последица на ваквиот однос, веќе ако збориме за Министерството за одбрана, тоа е многу јасен сигнал зашто треба во Република Македонија во моментот да има активна блокада. Затоа што работите стојат во место, затоа што не се решаваат проблемите, а сето тоа е зачинено без етика и во отсутство на демократија. За разлика од тоа, општеството е изморено од недостаток на демократија и преголемо присуство на корупција, криминал во сите сфери. На Македонија е потребно стабилна, слободна и демократска влада, парламент кои ќе можат да се носат со модерните предизвици, затоа што ние не разговараме за клучните теми, туку се надмудруваме во еден виртуелен круг кој ќе биде подобар оратор или кој подобро ќе каже или кој подобро, ајде да се изразам, некого ќе навреди. Ќе бев многу среќен ако овие војници во Либан отидеа и кажа дека доаѓаат од Република Македонија, дека се горди на својата држава, на својата влада, на своето министерство, на својот парламент, дека се горди за степенот на демократија во државата и дека сакат сите тие позитивни искуства да ги пренесат. За жал тоа нема да се случи, без разлика кои да испратиме во Либан. Да ги изберете најголемите симпатизери на СДСМ или на ДУИ, не знам каков ќе биде клучот од овие двајца, верувајте, колку и да сакат да кажат нешто позитивно, не можат да го направат тоа за Македонија. За жал, ова што се случува сега, ќе остане само дебата. После оваа дебата, прашање е кога овој закон ќе дојде на дневен ред да се гласа и останува само констатацијата како да продолжиме понатаму. Утре во 10 часот имаме средба со амбасадорите, условно неформална еколошка група, треба да разговараме за подигање на еколошките моменти во државата, за надпартиско делување, за подобрување на нештата во Република Македонија. По се ми се чини дека ќе нема многу простор за тоа да зборуваме, затоа што ќе треба да објасниме најпрво на нашите ценити амбасадори што се случува во Република Македонија. Се случува недостаток на демократија. Се случува истрошеност пред се на владата, безидејност, која мора да се надмине. Таа состојба, верувале или не, се обраќам на пратениците од позицијата, решењето е во вас. Еден момент од оваа активна блокада, дури да и еден ден пред некои нормални избори, ќе сватите дека вака не одат работите. Македонија не заслужува ваков од кон Европската Унија и кон нормалните западни цивилизации. Робови сме на неработење, на криминал, корупција, кој еден ден мора да запрат. Оваа наша генерација на политичари тоа не може да го направат. Мора да дојдат нови пратеници, нови министри, нови управни одбори, нови регулаторни тела, да пробаат нешто да изменат во државата. Вака не одиме никаде. Им посакувам се најдобро на нашите припадници во Либан. Нека смогнат сили и нека кажат и по некој добар збор за Македонија. Благодарам.